Почитувани граѓани, само со постојани инвестиции во подобрување на образовниот систем ќе создадеме сигурна иднина за Македонија. Модернизацијата на образованието е една од клучните реформи кои ги спроведува владата. Изминатите години, како што ветивме во програмата, инвестиравме 2,2 милиарди денари во изградба, санација и реконструкција на основните и на средните училишта. Отворивме 2 нови државни универзитети, 25 нови факултети и над 50 дисперзирани студии. Изградивме 43 основни и 4 средни училишта. Реконструиравме 200 основни и 70 средни училишта. Изградивме 71 спортска сала, 18 се во фаза на изградба и уште 2 се комплетно реновирани. Го реализиравме проектот превод на 1000 стручни и научни книги, со што овозможивме нашите студенти да ги добијат информациите кои ги имаат нивните колеги од Харвард, Беркли, Оксфорд, Кембридж, Јейл и останалите највисоко рангирани универзитети во светот. Веќе 3-та година по ред го реализираме проектот за доделување на целосни стипендии за студирање на најдобро рангираните 100 универзитети, односно првите 200 најдобро рангирани во областа на техничките науки. Во делот на научно-истражувачката област го реализираме проектот за набавка и опрема на лаборатории, преку кој опремивме 80 нови лаборатории во вкупна вредност од приближно 1,6 милиарди денари. Се формираше и фондот за поддршка на иновации, кој од ова лето ќе почне со конкретна финансиска поддршка за иноваторите. За сите основни и средни училишта ќе бидат набавени 300.000 таблет компјутери со тастатура. За сите ученици во 3 фази во наредните 4 години, со што ќе се заменат сегашните компјутери кои веќе застаруваат. Ќе продолжи набавката на интерактивни табли за основните и средни училишта, што ќе помогне во модернизирањето на образовниот процес. Воведовме информатичко образование во основните училишта. Следува воведување програмирање во наставата по информатика. Истовремено, ќе извршиме комплетна промена на наставните програми по математика и природни науки, со спроведување на Кембридж образовниот систем во Република Македонија за основното образование. Дилемите, дали одреден учебник или одредени наставни програми се добри или не, заминуваат во историјата, затоа што нашите ученици ќе учат по истите наставни програми, како учениците од земјите со најразвиени образовни системи. Во насока на подобрување на квалитетот на литературата од која ќе учат македонските студенти, ќе го надградиме проектот за превод на 1000 стручни и научни книги и учебници преку превод на стручна литература која ќе одговара на студиската програма на секој факултет. Министерството за образование ќе има задолжителна обврска секоја година да преведува најмалку 50 книги од првите 10 највисоко рангирани универзитети во светот, со цел факултет по факултет да ги докомплетираме сите преостанати предмети со преведен учебник кој се користи на некои од првите 10 рангирани универзитети во светот. Со цел подигнување на квалитетот на техничкото образование, ќе започнеме со опремување на средните стручни училишта со соодветна опрема која е неопходен услов за стекнување на практични вештини кај учениците. Во тој правец е и проектот за комерцијализација на лабораториите на високообразовните установи со цел истите да му излегуваат во пресред на бизнис сектор. Ќе следи темелна реформа на педагошките факултети, со цел истите да произведуваат поквалитетен кадар, кој па кадар треба да ги подготвува идните ученици. Меѓу другото, цел на реформата ќе биде да се подигнат критериумите на педагошките факултети и да се привлечат најдобрите матуранти. Да излегуваат генерации од педагошките факултети кои ќе бидат со далеку повисока спремност, креативност и знаење. За таа цел, во периодот од 2015 до 2018 година, ќе ги зајакнеме критериумите за упис на овие факултети, ќе стипендираме упис на најдобрите ученици, со цел овие образовни институции да произведуваат високо квалитетен наставен кадар. Во програмата предвиден е систем на кариерно напредување на наставниците, со цел нивно континуирано професионално надградување и усовршување. Ќе овозможиме постојните наставници кои веќе се ангажирани во училиштата и кои ќе се запишат на едногодишни магистерски студии на еден од 200
највисоко рангирани универзитети од областа на образованието во светот да добијат целосна државна стипендија и при тоа да го задржат работното место. Предвидуваме и посебен проект за талентираните ученици. Ќе се засилат напорите за промена на начинот на образование од репетитивен кон повеќе креативен. Покрај планираните реформи за подобрување на образовниот систем, и во наредните 4 години ќе продолжиме со изградба на нови и реконструкција на постоечките основни и средни училишта. Во текот на 2014 и 2015 година ќе бидат пуштени во употреба 2 нови средни училишта во Шутео Ризари и во Сарај. Дополнително ќе бидат изградени и 6 нови модуларни училишта во рурални средини и тоа во село Марена во Кавадарци, село Галичани и село Беровце во Прилеп, село Карамани и село Крклино во Битола и село Селце Кече во Боговиње. Исто така продолжува и реконструирањето на студентските домови. Преку овој проект предвидено е комплетно реновирање на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје. Реновирањето на овој дом ќе биде во фази со целосно завршување во 2016 година. Во следниот период ќе изградиме нови објекти за потребите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, кој нема собствени простории, и за Факултетот за физичка култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, кој во моментот функционира во стари руинирани бараки. Во правец на активната политика која што ја води владата за поттикнување на здравите навики и спортување на учениците, и во наредниот период продолжуваме со реформи со цел зголемување на бројот на ученици кои активно и рекреативно се бават со спорт преку пораст на вклученоста на учениците во училишните спортови. Најважните проекти предвидени со програмата Нова поле се отворањето дисперзирани паралелки на Спортската академија во 8 други градови низ Македонија, како и изградба на спортски сали во основните и средните училишта низ цела Македонија. Во наредните 4 години планирана е изградба на вкупно 69 спортски сали и реконструкција на 2 постоечки. Сите овие проекти ќе придонесат за подобар квалитет на образовниот процес и подобри резултати на македонските ученици. Ова се 17 проекти од вкупно 46 проекти предвидени во образованието кои се дел од новата програма. Прочитајте ја програмата и одете на проверка, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5